Првата и најстара високообразовна институција за едукација на педагози, наставници и воспитувачи во нашата држава, Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, годинава одбележува 75 години од неговото основање. По тој повод, од 16 до 18 мај во Охрид ќе се организира меѓународна научна конференција насловена 75 години Институт за педагогија, воспитно-образовни предизвици и перспективи. Која е целта на оваа конференција, што точно ќе се случува на неа, но и со какви активности Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет на УКИМ ќе го одбележи 7,5 децениското постоење, утринава дознаваме од професор доктор Елизабета Томевска-Илиевска, раководител на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на МТВ. Добро утро и добро ве најдов. Воедно се заблагодарувам во моје лично име и во името на Институтот за педагогија, што вашиот медиум одвои простор за да поразговараме, да ја најавиме оваа голема меѓународна научна конференција, како што кажавте, и еве да ја информираме и пошироката јавност. Најпрвен честитки за јубилеот достоен за почит, 75 години Институт за педагогија при Филозофскиот факултет на УКИМ. Колкава е честа, но и одговорноста да се биде раководител на најстарата високообразовна институција, која 7,5 децении точно работи посветено на едукација на нови педагози во земјава, и какво место има професијата педагог денеска во општеството? Пред какви предизвици се сегашните педагози во Македонија? Никола, многу подпрашања во првото прашање поставивте. Во секој случај, честа и одговорноста да се биде раководител на Институтот за педагогија во јубилејната година, кога веќе навршуваме, клониме кон 8 децениското постоење од нашиот институт, и како раководител и како професор, меѓутоа и целиот тим од Институтот за педагогија, пред се има академска, има човечка и морална одговорност. Да се подсетиме и достојно да го обележиме овој значаен јубилеј. Не само на Филозофскиот факултет, меѓутоа воопшто би кажала голем јубилеј кој што е важен и за нашиот воспитно-образовен систем, меѓутоа и за државата. Кога прославувате, кога чествувате еден јубилеј, не можеме да не направиме и историски осврт во однос на тоа кога, како и зошто бил формиран Институтот за педагогија и кои биле луѓето кои што имаат голема заслуга, кои што еве дел од нив веќе за жал и не се меѓу нас. Имено националната и социјалната политика која што се случувала врз македонскиот народ од различни причини и од различни страни, прави своевидни реперкусии, се одразува и врз социјалниот, економскиот, националниот, културниот, а пред се образовниот контекст во државата. Така што имаме една држава која што многу е контрадикторно од најголема историја и традиција на словенската писменост, по ослободувањето се соочува со фактот што 75% од македонското население биле неписмени. Од тука се јавува и потребата од голем број на просветни работници кои што ќе се вршат својата мисија. Така што, веднаш по ослободувањето во Македонија, во рамките на Филозофскиот факултет, кој што исто да кажеме дека е најстарата високообразовна институција и веќе почнува да го ситне и вториот милениум, има 102 години од своето постоење, се формира студиската програма по педагогија во тогашни услови заедно со студиската програма по филозофија, тоа е во 1946 година, за да во 49-та, односно 50-та година, се формира катедрата за педагогија, која што прераснува во Институт за педагогија во 1978-79 година. Како што споменавте, одговорноста е голема, се извинувам, и одговорноста, бидејќи веќе речиси 8 децении, тука се образуваат педагози, наставници, воспитувачи, голем број од универзитетските професори што и денес предаваат на педагошките факултети во нашата држава, токму се дипломирани на нашиот Институт за педагогија, за да понатаму, освен студиската програма по педагогија за прв циклус, постепено се отвараат и студиските програми за постдипломски студии по педагогија и по менеджмент во образование. Исто така имаме и докторски студии. Во моментов на нашиот Институт за педагогија работат 11 наставници. Инаку, импозантна е бројката од постоењето, имаме дипломирани педагози 3336,
388 магистри по педагошки науки, менеджмент во образование и 107 кои што се здобиле со титула доктор по педагошки науки. Исто така, од нашиот институт за педагогија произлегле именентни имиња во нашата педагошка дејност, кои што застанали во редовите министерски, биле ректори, биле декани, продекани и на други позиции во општествениот живот. Значениот јубилеј ќе го одбележите со низа активности годинава, меѓу кои секако централно место зазема токму најавената меѓународна научна конференција, 75 години Институт за педагогија, воспитно-образовни предизвици и перспективи. До каде се подготовките за големиот настан, каква агенда ги очекува сите учесници, која е целта на оваа научна конференција? Така. Поминавме и се уште минуваме доста динамичен период, кога имате, како што кажавте, одговорност и чест да организирате ваква меѓународна научна конференција, на која што ќе ви се пријават над 200 учесници, не само од земјата и од голем број инострански универзитети. Навистина е голема одговорност, бара многу голема работа, посветеност, професионалност, да не говориме во однос на нашите човечки капацитети, односно потенцијали кои што ги имаме, меѓутоа не се откажуваме, цврсто сме застанати и до, како велиме ние, до испраќањето на последниот гостин од хотелот од државата и со почетењето на последната страница од нашиот планиран зборник на меѓународни научни трудови кои што ќе биде составен од меѓународен стручен редакцијски одбор. Во тој момент ние ќе кажеме дека сме завршиле со оваа централна активност. Знаете, во периодот од декември минатата година, односно јануари оваа година, кога го упативме повикот до наши колеги, пред се тоа се универзитетски професори, меѓутоа и голем број на педагози, наставници и практичари, мораме да кажеме дека се сомневавме заради условите, пандемиските услови работа на COVID-19, дека нема да имаме голем број на учесници. Меѓутоа, конференцијата правиме со физичко присуство, како што веќе најавивте, и од ден на ден буквално се згранувавме кога на нашиот конференцијски мејл пристигнува голем број на учесници. Тоа, знаете, значи голема привилегија, меѓутоа е должност, меѓутоа ние кога ги правиме анализите, значи на темите со кои што се пријавуваат наши колеги, не споменав, доаѓаат од 21 земји универзитетски професори. Имаме универзитетски професори кои што за прв пат во Македонија ќе дојдат благодарение и со мотив на нашата конференција. Имаме пријавено 123 апстракти од страна на 220 автори. Тоа е сериозен и позатен број, што морам да кажам во еден момент, ние кога заврши повикот, малку го пролонгиравме, но кажавме стоп и така што морам да бидам искрена и да се извинам во името на институтот што 60 на 70 на веќе одбивме, бидејќи немаше временски според планираната програма и капацитетите и така натаму, но тоа ни кажува нешто друго и веќе имаме визија што понатаму би работеле. Како што споменавте, нашиот прво меѓународен уредувачки одбор е сочинет од 22 мислам професори универзитетски од земјата и од странство. Може да запофалиме дека нашиот концепт, односно при креирањето на програмата е мултидисциплинарен, односно имаме професори од голем број на научни области. Зошто? Па затоа што образованието е основа, знаете, на голем број на научни и области и дисциплини и ние не може веќе образованието и педагошката дејност да ги аспектираме само една стручена школка затворена. Ние треба да се отвараме. И тоа е, мислиме, да напали комплетниот образовен систем во државата. Мора да функционираме меѓуинституционално. Тоа се универзитетите со релевантните државни образовни институции, во кои што влегува Биро за развој, Државен просветен инспекторат, Центар за стручно образование и обука, основни средни училишта, предучилишни установи и секако со владиниот и со невладиниот сектор. За особено истакнување е меѓународниот карактер на оваа научна конференција. Кои теми и прашања конкретно ќе бидат отворени на научната конференција се директно поврзани со педагошката дејност во Македонија. И она што е особено важно да се каже дека освен секако дискусија и анализи, од самата научна конференција се очекува да произлезат и конкретни препораки кои што ќе бидат од голема важност преку нивно вклучување и интегрирање токму во образовните политики во земјава со цел создавање на еден поквалитетен образовен систем на крајот. Така е. Резултатот е да го подобриме квалитетот на воспитно-образовниот систем. Говориме систем во нашата држава. Како што кажавме уште при основањето на нашиот институт за педагогија, својата наставна и научно-истражувачка дејност ја фокусира кон педагошката наука.
Во рамките на овој дел би споменала дека ние зборуваме за подсистеми: предучилично воспитание и образование, основно воспитание и образование, средно, високо образование за возрасти. Значи, на овој начин ви одговарам на првиот дел од прашањето дека сите овие подсистеми ќе бидат обработени од страна на нашите учесници и ќе бидат секако распределени тематски во голем број на сесии кои што се планирани според програмата на конференцијата, но истовремено тука сакаме сега веќе да истакнеме и мултидисциплинарности со другите науки. Па така, значи, ние прво ќе дискутираме со кои се предизвици ни се јавува нашиот образовен систем во услови на пандемија. Страшно голем број на проблеми чии што за жал негативни реперкусии ги чувствуваме и ќе следуваат во сите подсистеми. Станува збор за деца, станува збор за млади, па и за возраст. Истовремено ќе зборуваме, малку осврт ќе направиме и во однос на она што значи и реформски зафати кои што еве со неки понов датум, па и со постар датум се случуваат, какви се бенефитите, што треба да се менува, да се направат соодветни анализи. Истовремено тука не ве гледав рекламата пред да започнеме со нашиот разговор, секако дека имаме колеги од специјалната едукација, рехабилитација. Исто така имаме колеги од областта на историјата, социологијата, психологијата, социјалната работа и политика. Имаме колеги кои што се фокусирани на физичкото и здравственото образование. Имаме посебни сесии кога нашите андрагози колеги, посебно не доаѓаат и од Белград, да ги поздравам, ќе се говори малку и околу овој дел на образованието на возрастните, бидејќи тоа не го споменав на почетокот, веќе оваа академска година го очекуваме и првиот дипломиран андрагог. Така што на нашиот институт за педагогија во моментов на првиот циклус на студии се активни две програми, можеме да кажеме, студиската програма по педагогија и студиската програма по андрагогија. Меѓу другото, сакаме и да се споредиме, да слушаме какви се искуствата, какви се резултатите од голем број на научни истражувања кои што ќе бидат презентирани на конференцијата. Од тоа што го анализираме навистина преку оние кратки содржини објавени во книгата на Абстракти, таа веќе не е објавена, можеме навистина да очекуваме плодни дискусии, меѓутоа понатаму и заклучоци и препораки, кои што нема да завршат само спакувани во тој меѓународен зборник или некаде на некоја веб страна ставена, туку напротив очекуваме од нашите релевантни образовни институции еднаш за секогаш сериозно да се седне, да се испочитува како што треба академската фела и секако практичарите и од другите подсистеми што ги споменав, и бидејќи во секоја работа што да правите, прво вам ви е потребен систем, а системот го прави државата. А потоа ние ќе разговараме околу концептот, околу концепцијата, ќе договараме кои се планирани релевантни пријатели, владени, невладени организации кои што може да помогнат, меѓутоа во нешто како систем, како визија е поставено во воспитно образование, воопшто систем би кажала во македонското образование. Да, основата треба да се постави токму од таму. Каков е квалитетот на кадрите кои што ги продуцира Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет? Колку студиите по педагогија се прилагодени на оние современи светски тенденции во областа на педагогијата и каков е интересот кај студентите во последниве години? Каков тренд се забележува? Да. Знаете, прво треба да се менуваат професорите, наставниците, треба да се менуваат студиските програми, не говорам само за нашиот институт, за нашата студиска програма по педагогија, и секако треба да се, да кажеме, да влијаеме, дека ние и образуваме и воспитуваме млади генерации. Прво, ние, значи, во концепирањето, сега во овој период, целиот филозофски факултет, сите институти сме ставени во една позиција на интензивна работа, кога подготвуваме елаборати за повторна акредитација на нашите студиски програми, во кои што, повторно велам, системски сакаме да ги поставиме, да ги измениме, да ги ревидираме и да бидеме прво и актуелни, меѓутоа и да можеме да се натпреваруваме со компатибилните студиски програми во Европа и во светот. Значи, прво тука програмски треба тоа да се реши. Понатаму, за жал и ние сме година и половина, веќе две, студентите ги гледаме преку екран, најголемиот процент, кога имаме испити со физичко присуство, но тоа не е доволно, така што губиме сите, губат и тие, губиме и ние. Да, физичкиот контакт се чини некако е незаменлив. Незаменлив во секој случај, и ние се обидуваме, знаете, и теоретски, меѓутоа доста теоретски знања да стекнеме, меѓутоа и преку голем број на нашите вежби кои што ги правиме и во нашите амфитеатри, во нашите слушални, меѓутоа и преку методиките ги носиме, односно имаме практична настава која што не во градинките, во основните, средните училишта и во други институции, се обидуваме на највисоко ниво
што можно да ги развиеме и нивните стручни и педагошки компетенции. Ги мотивираме исто така да учествуваат на различни конференции, да учествуваат на студиски престои, користејќи ги различните програми, за да едноставно се и тие надпреверуваат и да видат какво е образованието високото и во другите држави. Интересот, знаете, Никола, е голем и секогаш ние уште во првиот упис рок квотата на нашиот институт за педагогија се исполнува. Ние имаме редовни и воредни студенти, декои од нив и продолжуваат своето образование, го продолжуваат потоа и на магистерските студии. Од нашите анализи, бидејќи да споменам, нашиот дипломиран педагог може да работи како педагог, значи во градинка, основно, средно училиште, во биро за развој, во други образовни институции. Меѓутоа, освен тоа, сакаме да кажеме дека во сите училишта си има стручни тимови, составени од педагог, психолог, социолог, дефектолог, односно специјален едукатор, социјален работник и социјален работник. Исто така може да работи како воспитувач во градинките и може да работи од прво до пето оделение во оделенската настава. Секако сме многу горди кога имаме информација од нашите алумни дека се вработиле според својата професија. Меѓутоа, треба тука доста да се изменува. Според мене, лично мој став, е многу пати кога говориме на нашите седници во неформални разговори, дека приемните испити, посебно на Институтот за педагогија, па и на наставничките факултети, јас би кажала дека треба да се врати. Понатаму, за да имате вие еден успешни студенти со висок просек, треба малку да се размисли каков е статусот и на педагогот и на наставникот во нашето општество, за да анимираме и поттикнеме најдобрите да ни бидат идни наши наставници, воспитувачи и така натаму, педагози. Да, професор, ке навистина неисцрпна тема, времето ни е ограничено. Ќе оставиме простор секако и за следно гостување. Денешното гостување би сакал да го заокружиме со следно прашање, сосема накусо. Покрај за предизвиците на професијата педагог, на самата конференција ќе стане збори за перспективите на професијата. Каква е перспективата на педагозите во Македонија и кои се глобалните искуства по ова прашање? Прво, во секоја воспитно-образовна институција мора да има и законскиот облигацион да има педагог. Понатаму ние ќе се грижиме за да направиме мала една измена. Во моментов во Бирото за развој на образование немаме советник за педагозите. По пензионирањето на последниот, со нека систематизација, меѓутоа мислам дека со оваа институција имаме долгогодишна соработка, истото ќе го направиме. Ние ми сметаме дека кај педагозите мора малку да ги зајакнеме истражувачките компетенции. Малку недостасува тој дел да имаме поголем број на истражувања кои што ќе произлегуваат токму од нашите педагози и практичари. Многу ни е важно да ги зајакнеме врските помеѓу Институтот за педагогија, да ги зајакнеме, не би кажала да ги воспоставиме, да ги зајакнеме тие врски. На повисоко ниво. Така е, и истовремено една од целите на конференцијата е и вмрежување со другите земји, другите универзитети, училишта, за да можеме да аплицираме на заеднички проекти, меѓутоа истовремено и малку да ја поттикнеме и публикувањето исто така на педагошки стручни трудови. Дозволете, знам дека некој со времето, луѓето што ме знаат, со времето многу немам ориентација, меѓутоа, за да бидеме успешни во сето ова што го правиме, ви е потребен голем тим. Јас би сакала да упатам прво благодарност до нашиот ректор, кој што имаме поддршка, секако дека до нашиот декан и продекан, кој што навистина и па другите колеги од другите институти знаат дека кога велат, ако треба нешто, кажете, тука сме. Тоа значи многу импонира. Посебно морам да поздравам и претседателката на програмскиот одбор од Институтот за педагогија, професор доктор Наташа Ангеловска-Галевска, и пред се на нашиот мал, меѓутоа доста сериозен и работлив тим, кој што се членови на организацијскиот тим. Меѓу другото, знаете, ние во подготовките, па и одржувањето на конференцијата ги правиме во многу тешки услови. Кога имате услови на пандемиска, на економска, енергетска, па сега веќе и воена криза, навистина е многу тешко и навистина треба да кажеме јавно благодарам на компаниите и на институциите кои што покажаа на дело дека се уште има и такви општествено одговорни кои што не забораваат дека образованието е суштествено и за нивните деца, за нашите деца, пред се за иднината на нашата држава.
Професор доктор Томевска Илиевска, благодарам за денешниот разговор и за гостувањето во Македонија наутро. Уште еднаш честити ги по повод јубилеот 75 години Институт за педагогија при Филозофскиот факултет на УКЕМ. Нека се множат и понатаму годините исполнети со посветеност кон она што се нарекува едукација на плејада педагози, наставници и воспитувачи во нашата земја, би рекол едниот најблагородните професии кои постојат. Така е. Ви благодарам, Никола, повторно вам и на вашиот медиум за одвоеното време, а секако ве очекуваме во бавиот Охрид и престој и таму е одблиску да ја следите вашиот медиум, што многу ќе не значи да ја следи нашата конференција, сите активности планирани. Благодарам уште еднаш. Благодарам.